Здраво, ова е подкаст од каде се парите со мене Горан Теменугов. Денеска ќе зборуваме за нешто што се случуваше во собранието, што мислам дека не беше доволно присутно во јавноста, а тоа е заедничката седница на две комисии, а тоа е за финансирање и буџет и за економија, каде што во присуство на Светската банка и уште други меѓународни финансиски институции се зборуваше за состојбите во економијата, каде што имаше исто така фискалниот совет своје излагање. Исто така ќе зборуваме малце и за состојбите во СДСМ, но разговоров ќе го почнеме со нешто што беше многу актуелно деновиве, а тоа е зошто собранието реши 2 недели да не работи. Знаеме која е причината, но дали тоа требаше така да го направат, ќе ни даде одговор пратеничката на СДСМ, но исто така председателка на Комисијата за финансирање и буџет во собранието, Сања Лукаревска. Добре дојдовте. Добре најдов, благодарам на поканата. Да, ова е разговор што го подготвувавме известно време, но од добро познатите жални причини беше одложено, бидејќи поради случувањата во Кочани што не потресе нас индивидуално, но и колективно. Имавме пауза од 14 дена со подкастот, односно еден подкаст не емитувавме, но сега го продолжуваме, ќе зборуваме за економија, но мораме да првото прашање, како што најавив, е она што е многу актуелно и што предизвика чудење во јавноста, а тоа е како пратениците се договорија да нема, например, четврток пратенички прашања и да се земат, ајде да условно кажано, одмор од 2 недели, да нема заседавање на седниците на собранието. Како дојде до тоа? Која е таа идејата? Што се случи, односно кој е мотивот за нешто вакво? Најпрво ќе ми дозволите да изразам длабоко сочувство до семејствата на загинатите во траурниот настан во Кочани, таа голема трагедија и секако побрзо опоравување на сите оние кои што се на болничко лекување. Она кое што е една процедура, можам така да речем, во рамки на собранието, е што секој понеделник председателот на собранието Африм Гаши, заедно со подпредседателите, со координаторите на пратеничките групи, ја разговараат и ја менаџираат агендата која што ќе биде во текот на наредните неколку денови. Првичната координација која што беше на 17 март, веројатно бидејќи тоа е понеделник, меѓутоа можеби и подоцна, јас не ги знам точно датумите, се дојде до заклучок дека заради деновите на жалост и заради трагедијата, претходната недела нема да заседава собранието, нити да има седници, нити да има работи на комисиите, како и други формални и неформални средби. Во понеделникот, по завршувањето на деновите на жалост, имала уште една координација, на која што кај некои медиуми можеби точно беше наведено што се случувало, како се случувало и така натаму. И во интерес на она што значи неполитизирање на трагичниот настан, се одлучило на ниво на координацијата дека седницата на пратенички прашања ќе се одложи за некој друг ден, како и согласно новиот деловник, опозицијата има право исто на средина на месецот да поставува опозициони прашања на министрите и замениците министри во владата. Тоа е одлука која што е донесена во рамки на таа координација во понеделникот. Нити имало некоја задна намера, затоа што ние го слушнавме оној одзив во јавноста кој што беше пренесено таа координација, дека политичките прашања, пратеничките прашања се арена да се зборува се само за актуелните проблеми, да не се зборува. Тоа значи дека опозицијата ќе прашува, ќе критикува, власта ќе биде таа која што ќе негира, ќе ја критикува опозицијата за незините претходни владења и така натаму. И врз основа за да нема еден таков театар, веројатно е донесена една таква одлука. Сега ќе ве прашам како пратеничка, но и како човек, има ли потреба, односно не потреба, толку ли не можат пратениците да се издигнат над ситуацијата и да одржат една нормална седница, каде што ќе се оддаде почит на починатите, да се изрази желба за закрепнување на повредените и едноставно да се одржи една нормална седница со уважување, со човечки дигнитет, каде што нема да се претвори тоа во една арена на груби напади и обвинувања.
толку ли не можат пратениците и пратеничките групи да најдат да се издигнат над ситуацијата и да покажат една сплотеност и една нормалност во кога на ние како граѓани чувствуваме огорченост од тоа што се случи и едноставно уште сме стресирани од настанот што се случи. Да не зборуваме за роднините на починатите и на роднините на настраданите и на повредените и самите повредени кои што се борат секојдневно за да бидат подобро и сето тоа. Зар не може да манифестирате малце поголема сериозност и одговорност? Ве прашам како човек пред се, не како пратеник на СДСМ. Ако бидејќи го насочивте прашањето лично кон мене како ова е пратеник, подкаст ја и секој го пат се трудам кога дебатираме за одредени теми во собранието да го задржиме нивото на една политичка култура, бидејќи тоа е и наша задача. Народот мислам дека е гневен и му е доволно да гледа како еден театар се прави за тоа како се напаѓаат меѓу себе пратениците. Ние треба да зборуваме со факти и аргументи, да се критикуваме добронамерно, да видиме ако нешто е добро од претходното владење на одредена власт, оваа влада сегашна да земе да го продолжи, ако нешто било добро направено, па и да се пофали. Тоа всушност е дел од онаа арена, ако можам така да кажам, во рамки на собранието. И очигледен е и очекуван е гневот кој што се појавува од целата јавност заради вакви некои заклучоци или насоки кои што се даваат за нефункционирање или одмарање, како што сега популарно се вели во собранието. Меѓутоа, мислам дека во тагата треба навистина да покажеме еден висок морал и една висока свест и самосвест, секој поединец од сите 120 пратеници. Може би требаше да има, јас како поединец размислувам, може би требаше да има една комеморативна седница. Тоа му доликува на собранието и доликува во едно ваков. Така. За СДСМ и за вашиот однос како партија кон власта ќе зборуваме во последниот дел од подкастот. Сега да се вратиме на нашто е примерно на подкастот, тоа е економијата. Да, уште се лузните големи, нема никогаш да зацелат после ваква една трагедија, и индивидуалните и колективните, но треба да зборуваме и за економијата, треба да се обидиме во некои делови и да го вратиме нормалниот тек на работите, бидејќи од економијата и се живее. Значи, спомнав нешто што остана недоволно јасно, односно недоволно присутно во медиумите, а тоа е таа седница кај што на двете комисии, како што реков, на финансирање и на економија. Ајде првина да зборуваме што беше на таа седница детектирано како состојби. Значи, што вие сте председателка на комисијата и ја водевте таа седница, што беше детектирано како состојби во економијата во овој момент? Тоа беше една конференција за фискално управување во Европската унија и улогата на фискалниот совет. Значи, тука фискалниот совет, Светска банка, како и комисиите две во собранието, ја направија таа конференција на која што ги согледувавме фискалните правила во државата, функцијата, положбата пред се, улогата на фискалниот совет, меѓутоа и оние искуства во Европската унија во рамки на функционирањето на фискалниот совет, бидејќи ние се уште сме, да речем, тазе во тој процес на самото инкорпорирање на позицијата, на улогата, на транспарентноста на фискалниот совет и така натаму. Ги слушнавме и искуствата кои што ни ги даде евроамбасадорот Рокас, исто така Масимилијано Паолучи, директорот на Светска банка за нашата земја и за Косово. Едноставно, заеднички на се она кое што беше дебатирано и дискутирано таму е дека фискалниот совет, како еден независен надзор, мора во иднина да го земаме во предвид во се она што представува носење на закони, во се она кое што представува документи, например, онаа фискална стратегија, дека не треба да се менува од година во година, туку ако ја донесеме фискалната стратегија 2025-2029, се она кое што е нотирано таму, треба да биде применливо. Почитувањето на фискалните правила, кои што секако дека треба да бидат едноставни, флексибилни, меѓутоа и развојни, и да бидат испочитувани. Поентата беше дека сега имаме одредени потврлања во делот на
почитувањето, односно непочитувањето на фискалните правила. Меѓутоа, не смее да се заборави моментот на пандемиското време, бидејќи сето тоа рефлектира пак за наредни години. Транспарентноста која што мора да имаат владините политики и во собранието, меѓутоа и пред се кон самиот фискален совет. Затоа што Жан Моне има кажано дека ништо не може без луѓето, но за да нешто трае, мора да постојат и институции. Законот за буџети ја даде примерната улога на фискалниот совет, но нивната забелешка беше дека нивното мислење го слушаме откако ќе се донесат одредени законски решенија, откако ќе се изготват одредени стратешки документи. Малкумина знаат дека во тој закон за буџети, меѓутоа и со самото формирање на фискалниот совет, владата има обврска 100 дена од формирањето да направи една изјава за фискални политики која што ја доставува до собранието. Тоа е еден можеби мини памфлет на програмата на владата, меѓутоа е многу битно за да ги следиме како оди јавниот долг, да следиме како оди дефицитот, како се движат приходите, затоа што поентата беше да имаме намалување на јавните расходи, првенствено, а од друга страна да имаме зголемување на финансиската дисциплина. Тоа пред се однесува на јавните предпријатија, односно државните предпријатија и единиците на локалната самоуправа. Така. Тоа се случуваше на седницата, тоа се некои состојби, гледаме дека фискалниот совет беше актуелен, например, во август минатата година со пензиите, имаше излагање сега на оваа седница но оно што го слушнавме, видовме владата се пофали дека е добро тоа што го работат. Од друга страна гледаме дека акцентот што беше во јавноста, оној мал акцент во јавноста, морам да кажам дека не беше доволно комунициран во јавноста тој настан, беше дека фискалниот совет се задржува на пример на пензиите како голем проблем, односно зголемувањето на пензиите од за 5000 денари во последниве 6 месеца. Што у суштина е најголемиот проблем на што го детектираше фискалниот совет и што и Европската унија и Светската банка го детектираше како проблем, бидејќи гледаме дека се кога беше во понеделникот, се потпревме на европските пари. Дојдоа европските пари во Македонија, ние зависиме од помошта, не зависиме за планот така на конференцијата, да. Што кажа фискалниот совет, што кажа меѓународната заедница, што кажа владата на таа седница? Јас бев присуствував само на првата конференција, меѓутоа следев и она што се случуваше на втората конференција каде што имаше владини представници. Заеднички став и на Светска банка, меѓутоа и на Меѓународниот монетарен фонд и на фискалниот совет е дека ние мора да се грижиме за стабилност на фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Односно, придонесите за пензиското осигурување треба да обезбедат финансирање на исплатата на пензиите на долгорочна основа. Тоа беше ставот кој што мислам дека едногласно таму беше и прифатлив, затоа што сето тоа потоа ќе рефлектира и на буџетскиот дефицит, ќе рефлектира и на платите, ќе рефлектира и на сите други економски параметри. И имаше една изјава и на представниците од фискалниот совет дека тие предлагаат да се оди во пензија на 67 години. Веројатно мислевте на таа дека не толку зема замав во медиумите. Тоа го беше во медиумите. Не сегашната седница, на пример, што беше не зема замав, инаку ние го обработувавме сериозно тој проблем со пензионирањето, со придонесите, со заменски стапки зборувавме. Ние се обработуваше во јавноста, но сега оваа седница каде што мислам дека некако беше тргната на страна како заклучоците и проблемите, освен овој дел. Повеќе мислам дека се зборуваше Паулучи, ако можам да го цитирам. Забележа дека јавниот долг значително се зголемил и сега е на 62,4% поени. И е 14% над нивото од пред пандемијата. Значи тоа се дел од фискалните дефицити уште во времето на пандемијата. Меѓутоа,
независноста, транспарентноста и можноста за јавна дебата, кои што им следуваат на Фискалниот совет, треба во иднина да направи простор за да имаме дебата во рамки на Комисијата за финансирање и буџет и во Комисијата за економија, да дискутираме токму на оваа тема. Што со фондот за пензиско и инвалидско осигурување, што со пензиите, да ги слушнеме мислењата и од независните експерти токму на оваа тема. Независните експерти имаат свој став за сето тоа, тоа е Фискалниот совет. Беа против ваквото паушално зголемување на 5.000 денари на пензиите, линеарно не е паушално, линеарно зголемување на пензиите, но да не заборавиме дека грицкањето на добрите реформи, според мене, што ги спроведе министерката Мила Царовска на времето, кој што го намалија учеството на буџетските средства во потребните пари за исплата на пензиите, почна самиот СДСМ да ги грицка, односно со адхок зголемувања, адхок решенија, адхок одлуки, почна тој процент да го зголемува, сега да нарасте за некои 7-8% поени од тоа што беше во времето на СДСМ, но почна во ваше време вие самите да си ги грицкате, да си ја грицкате реформата што ја направивте. Колку вие како пратеници, како партија, можете да парирате на вакви политики, ајде да кажеме, кои што го нарушуваат пензискиот фонд или другите големи макроекономски политики, кога и самите не се придржувате? Се постави ли тоа прашање во јавност? Мислам во јавноста на седницата. Добро, ќе одам ред по ред. Ние како пратеничка група на СДСМ на линеарно зголемување на 2 пати по 2500 денари за пензионерите го гласавме во собранието. И секој пат сме на страната на пензионерите. Покажавме и докажавме уште во периодот на нашето 7-годишно владење, дека ние ги зголемивме пензиите во периодот, значи од 2022 до 2024, кога имаше нова методологија, беа зголемени за 30%, и во сите пакети на мерки, дали тоа ќе бидат антикризни мерки, дали тоа ќе бидат мерки кои што се дел од економската политика на една влада, секој пат сме ги имале во предвид и пензиите на пензионерите со најниски примања. Она што значи менување на реформа некоја која што ја споменавте претходно, новата методологија значеше дека трошоците за живот се вратија назад, повторно во онаа цела рамка, да речем. Имавме две мерки, два проекта всушност, веројатно знаат и гледачите. Македонија вработува 1 и Македонија вработува 2. Основата нивна беше дека субвенционирањето на придонесите ќе оди преку државата. Ние видовме дека во тој период тоа не се случи и врз основа на тоа имавме дефицит од 48% во тој период. Следните години, до крајот на 2023, од извештаите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, стигнато е до дефицит од 32,52%. Сега гледаме дека пак почнува да се зголемува. Така. Само да ви кажам, едно време со реформите, Добро. тој дефицит, значи сега имаме два дефицита директно што треба да се финансираат пензиите, тој нека беше околу 22-23%, Така. и вкупниот со се тие транзициони трошоци и останати трошоци што треба да се беше некаде околу 28-9-30%. Вие го намаливте толку. Вие после тоа почнавте да го зголемувате и од 22 стана 24 и дојде до 32%. Со адхок мерките на пензионерите да се зголемува. Значи, вие го намаливте на историски најниско што од постоењето и после повторно го зголемувавте. При што, да напоменам за сите што не следат, а ова сум го покажувал во подкастов многу пати, според статистика, Државниот завод за статистика, пензионерите не се во најсиромашната група. Само 7% до 8% се во сиромашни пензионери. Има други категории што се далеко посиромашни. Значи, зголемувањето да, треба во најранливите, најсиромашните, најниските пензии, но вие и сите, и оваа власт ги зголемува на сите, односно не се сите што се вика за жалење пензионери. Добро, ама пак да не ја заборавиме и методологијата која што се смени. Да не го заборавиме и кризното време во тој период, нели? Корона кризата, па енергетската. Методологијата беше направена да нема... се рефлектираше кај сите овие ставки.
Се тоа беше една рефлексија која што не би требало да ја меѓутоа да, обврска на секоја влада и на СДСМ и оваа влада на ВМРО ДПМН е да се грижи за стандардот и достоинството на пензионерите. Затоа велам, кога станува збор за пензионерите, измените во законот ние ги гласавме Сега е во она собранието. клучно прашање што ќе ви го поставам, сум го поставил и на представници на владата, актуелна влада и на ВМРО ДПМН представници. Дали у суштина ни вие како СДСМ, ни ВМРО како ВМРО немате храброст посериозно да навлезете во реформи со пензиите, затоа што е сериозно гласачко тело и се плашите од таа негативен одек во јавноста, бидејќи 340.000 гласачи се тоа. Тие гласат сигурно, нема малолетни, сите се гласачко способни пензионерите, така што едноставно водите битка или барем кога не сте на власт да водите битка, барем не одите контра политиките што одат во интерес на пензионерите, за да не ги налутите, односно да се надевате дека сепак некој гласачки колачки земете од нив. Зборувавте ли вака отворено, например, на таа комисија за вакви работи или фискалниот совет да ви го каже тоа, да ви го укаже дека у суштина пензионерите се поприште на политички борби и тука нема баш многу економија, туку повеќе политика? Не сметам дека како политички партии треба да се користат пензионерите за платформи, за памфлети, за некакви партиски препукувања. Сметам дека тука треба да покажеме еден заеднички консензус. Тоа всушност беше и кажано и на онаа конференција од моја страна дека покрај тоа што треба да имаме политички консензус за многу битни прашања, ние мора да имаме и за економски консензус за сите битни политики. Пензионерите се дел од тој систем. Ние многу будно и внимателно ги слушавме насоките од страна на Фискалниот совет. Меѓутоа и ние кога бевме на власт, ние покажавме колку може да допринесеме за да се зголеми животниот стандард на пензионерите. Ние ги зголемивме пензиите. Да, но ако се сеќаваме. Така, но они имаат забелешки Фискалниот совет, но ни вие не го послушнавте, не го слуша ни ВМРО ДПМН, а имавте конференција за тоа. Доаѓаме до моментот дека заклучено е пред да носите било што треба да го слушате Фискалниот совет, но кога сте на власт, вие кога бевте на власт, сега кога е ВМРО на власт, не го слуша, туку се слуша само кој го опизец. Фискалниот совет? Фискалниот совет е 2023-та. Октомври 2023-та имаше првата седница. Основачкото собрание, всушност, ако можеме така организацијски да го кажеме. Така. Значи, ние сме една од државите која што многу покасно го има формиран овој фискален совет. Иако за земја членка која што сака да биде дел од европското семејство, мора да има фискален совет. Да, има забелешки, не се некако ако сте опозиција, сакате да го слушате и да го наметнете како фактор Фискалниот совет кога сте на власт. Не сакате многу да го слушате и сето. Добро, тоа е мој впечаток, можеме да... Значи, со Фискалниот совет имаме навистина одлична соработка. И јас, меѓутоа и колегите од другите политички партии. Тоа го утврдивме на самата конференција. Ако имаме одредени разлики во нашите ставови, тоа мислам дека може да се разглоби фино на некоја дебата, која што самата комисија тоа го овозможува. Дали ќе успее собранието да го издигне значењето на Фискалниот совет на тоа ниво што треба да биде, односно да биде консултирано пред да се носат политиките и да бидат нивните сугестии и забелешки вградени во документите како што е буџет, како што се стратегиите и сето. Ќе успеете ли? Едноставно бидејќи да, вие како опозиција ќе речете се ќе направиме, но дали воопшто има консензус кај владеачките партии тоа да го направат или се ќе си помине на добра желба и кога ќе дојде оваа власт во опозиција и она ќе го сака Фискалниот совет, а вие како партија на власт, ако се вратите некогаш, ќе малце нема да слушате што ќе зборува совет. Па добро, вие добро знаете дека Фискалниот совет има исто така воведно обраќање на првата седница и за ребаланс и за буџет. И мислам дека Фискалниот совет треба да има редовни средби со Министерството за финансии, со владата и на крајот секако и со собраниските тела. Но вие сте шефови на Фискалниот совет, вие треба да му дадете поддршка да го потурнете да биде добар, функционален и да му се плаше извршната власт, бидејќи на крајот од денот извршната власт треба да се плаши на собранието. Така е поставена, би требало да биде поставена власта во држава. Така е поставена. Меѓутоа да, секој став, мислење и критика на Фискалниот совет мислам дека будно се следи не само од собранието,
меѓутоа и од оние каде што сакаме да се приклониме, а тоа е од Европската комисија. Да. Океј, Тоа го слушнавме. време е за првата пауза, се враќаме после нејзе. Останете да видите кои ни се пријатели на подкастов. Без нив не ќе можеме да реализираме ниту еден подкаст, затоа останете, погледајте ги што имаат они да кажат, па се враќаме да продолжиме во студиото. Колку малку треба за една искрена насмевка, за да се случи магијата, за изненадување со супер подарок и за некому да го направиш денот со најубавите вести на светот. Инспирирај се од вкусовите кои не прават посрекни, повесели, подобри. Витаминка. Се враќаме во подкастот, зборуваме со председателката на Комисијата за финансирање и буџет во Собранието, Сања Лукаревска, инаку пратеничка од СДСМ. Зборувавме малце за фискалниот совет, зборувавме зошто си земаат двонеделен одбор пратениците и ги одложија пратеничките прашања, но пред да поминеме на уште една тема која што некако помина бегло во јавноста, тоа е предлогот за минимална плата на СДСМ. Морам да констатирам нешто околу собранието, работењето. Се добива впечаток дека во јавноста се добива впечаток дека добар дел од законите што се гласаат, да секој закон се гласа во собранието, добар дел од законите што се предлагаат се од пратеници, а не толку од владата. Ова е можеби субјективно мислење, но веќе и други колеги тоа го посочуваат. Има ли основа ова што го перцепираме како можеби дека се случува е дека собранието презема дел од ингеренциите на владата, што е ретко и би требало да има можности тоа да го прави, треба да е често, но и би значило поголема демократија, но што вас ви кажува како пратеничка? Првен, дали е точно и што ви кажува? Се почна со овие скратени постапки, почна од законот на организација и работа на органите на државна управа. Бидејќи таму се направија големи промени, односно премостување на една институција во друга институција, па преименување, одредени закони во скратена постапка се носат само за да се смени името на државата од Република Македонија до Република Северна Македонија. Не би навлегувала тука многу во политички говор, меѓутоа новото европско знаменце, зашто слушавме изминатите неколку години, дека ако сакаме нешто како власт тогаш да направиме преку трупа, го користиме европското знаменце и тоа оди кај Комисијата за европски прашања, тоа завршува. Сега го гледаме сегментот на скратената постапка. Ајде да одиме со ред. Ако станува збор за законот за Зороду, за законот што го споменав предходно, и тука имаше каснење, бидејќи усогласувањето требаше да биде 6 месеци. Ние сме имале ситуации кога за еден ден се доставува во собранието, се гласа на седница и веќе влегува на сила. Тоа е недозволиво. Имавме клучни законски решенија, да речеме законот за јавни набавки беше поднесен од страна на пратениците, од страна на пратеничката група. Имавме закон за сметководствено работење. Сега измената што беше со сметководителите во делот на оние лиценци и така натаму. И тука беше донесен од страна на пратеничката група. Едно е ако кај нас во рамки на собранието дојде одредена целна група, одреден сектор кој што е засегнат за одредени законски прашања, да доставиме како пратеници до собранието. Но нешто што е обврска на министри, на влада, да одат преку пратеници, тоа создаде еден вид на критика кај нас и голем револт и реагиравме процедурално многу пати на сите седници кога се случуваше вакво нешто. Затоа што претходно се зборуваше едно, сега кога, како што милувате вие да речете, едно зборувате кога сте на власт, друго зборувате кога сте во опозиција. Тоа се случува токму тука. Скратената постапка мислам дека стана главно обележи и символ на функционирањето на собранието во овие 9-10 месеци. Тоа е многу лошо и тоа не треба така да биде. Ако правиме ние анализа и да видиме колку имаме закони во скратена постапка, независно што еве Зороду тоа и го наметнува можеби, но дел од инспекторатите се уште немаат своја позиција во кое министерство си ги знаеме реакциите кога не може и плата да земат. Така. Сега се доја, но дали кога вака оди преку пратенички групи, во суштина се обидува или владата да се амнестира, или се обидува
пратениците да се издействуваат некои своји интереси. Ќе навратам едно мислење, овде сме го обработували исто така во подкастов, кога пратениците на СДСМ заедно со ДУИ донесоа измени на законите за извршување и за облигациони односи, а и за извршување е мал закон за облигациони е еден суштински закон, кај што ограничија камати и сето тоа спротивно на мислењето на владата, на СДСМ значи, кој што и на ДУИ, кај што рекоа дека тој упад во правниот систем и еве сега падна дело тоа на Уставен суд. Дали во суштина и пратениците се почесто си играат, што се вика, на своја рака и може да се протнат интереси на одредени лоби групи, на одредени заинтересирани страни за да се донесат закони. Мимо генералниот насоки на владата, иако ова е силна влада со силно мнозинство, вие бевте во некоја друга позиција, но сепак дали пратениците може да си тераат по свое, а имаат право бидејќи они се над владата, но едноставно да се излегува да се некои други закони да носат, кои што потоцна може да значат и упад во генералниот систем. Па, добро, вие самиот го дадовте одговорот. Значи, на вакво силно мнозинство, дали има потреба наместо владините функционери да ги доставуваат законите, да ги предлагаат законите во собранието, излишно е пратничката група да го прави тоа во нивно име. Дури имавме и изјави од министри дека ако не може тие нешто да достават во рамки на законскиот рок, тогаш ќе оди тоа преку пратеничката група. И тоа ние го гледаме и тоа е евидентно. Зашто тоа го прави владата? Односно дозволува или пратениците се многу осилени од аспект на пратеничка група, што би значило и демократизација можеби на Па јас хипотетички не парламентот. можела да кажам, меѓутоа веројатно тоа е за некој координиран процес. Ако имате прилика некој од власта, кога ќе го поканите тука, ќе ви одговори. Зошто оди таа спрега така, а не како што треба по деловникот. Да, може да поднесат пратеници закон. Тоа е нормално, меѓутоа тоа не биде пракса, како што ви напоменав и претходно. Добро, доаѓаме до делот овде, за да завршуваме со собранието, доаѓаме до нешто што вие како партија го истакнавте во јавноста, што повторно ти кажам дека имаше јавна расправа од 2 дена и после тоа некако како да отиде под мраз, а тоа е вашиот предлог за минималната плата. Гледав, сложено е како да се пресметува, па ослободување, па вака да се влијае, онака да се влијае. Ајде првине што предложивте и дали навистина очекувавте ваков предлог еден да помине, кој што релативно е комплициран и релативно има сепак оптоварување на буџетот? Тој закон за ослободување од дел од придонесите за зголемување на платите е мислам еден формат на она што беше претходно познато субвенционирањето на придонеси од задолжително социјално осигурување. Овдека се темелевме, односно се водевме по неколку постулати, значи дека ќе се однесува на 400.000 работници од приватниот сектор, дека придонесите за здравствено, инвалидско, пензиско и социјално осигурување се замрзнуваат на просекот од последните 3 исплатени плати на работникот. И тоа значи дека ќе се покачи стандардот на работниците од приватниот сектор, а од друга страна ќе значи еден олеснителен момент за самите работодавачи. За работници на кои што компаниите исплаќаат нето плата која што не е повисока од 65.000, односно 380 денари, односно до 1,5 просечна плата. Тоа го ставивме како формулација. И просекот, значи просечното зголемување на платата да биде од 3 до 15.000 денари, значи. Меѓутоа, еве, просекот е 7.500 денари, тоа значи дека 7.500 денари по 400 работници по 12 месеци. 400.000 работници, добро. Добро, 400.000 работници, се извинувам, тоа значи 36 милиарди денари или 585 милиони евра, од кои што 10%, 58,5 милиони евра, 10% данок на личен доход одат во буџетот. И тука нема ништо спорно, затоа што ако чувте, уште на една дебата кога имавме, адхок ова решение беше, наше предлог решение беше отфрлено. Нити знаеме зошто, нити беше промовирана некоја друга, да речем, регулатива, која што ќе речат, не, ова е подобро од вашето, меѓутоа нити се остави простор за дебата.
Сега ние го имаме поднесено ова законско решение во собранието. Штом се вратиме во собраниските клупи, секако дека ќе биде донесено и на седница на дневен ред, зашто чисто се сомневам дека и ќе продолжи да ги следи собраниските процедури. Така сме навикнати и до сега, затоа што имавме закон за закон за изменување и дополнување на законот за ДДВ, значи укинување на ДДВ-то за храна, намалувањето на струјата 5% и тоа исто така беше отфрлено. Да се навратам само ќе ви одземам уште многу кратко време. Кога имавме период од 3 години, октомври 2019 до октомври 2022 година, со поддршка на Светска банка, имавме мерка субвенционирање на придонеси за повисоки плати од 600 до 6000 денари. И мислам дека тогаш работодавачите навистина беа задоволни од оваа мерка, бидејќи им олесни многу други состојби во нивните предпријатија. Во тој случај имавме од прилика, значи 25.000 компании на месечно ниво, просечно, имало да речеме во одредени месеци и 30.000 компании, 31.000 компании кои што овозможиле субвенционирање на придонеси за околу 180.000 вработени. И дел од работодавачите бара оваа мерка да се продолжи преку соодветно законско решение. Меѓутоа тогаш не се најде слух може би или начин како се тоа да се изменаџира. Она што е добро, ова треба да се пофали, затоа што 8,7 милиарди денари сушност биле субвенциите. Вие мислите дека е добро, но од друга страна ова има и фискални импликации. Влегуваме во врзан круг, бидејќи зголемувањето на минималната плата ја зголемува просечната, па после тоа влијае на зголемување на платата во јавната администрација, бидејќи еднаш годишно се нивелира. Тоа значи дека у суштина цело време ние имаме зголемување, еден маѓесам круг каде што се врти едно со друго и расте без да порасте продуктивноста, а од друга страна имаме и фискални импликации во буџетот, она што зборувавте вие дека треба да се следат фискални правила, да се внимава на буџетот, на расходите, на приходите во буџетот, бидејќи секој субвенционирање значи поголеми расходи, но и помали приходи и едноставно ма фискалните правила треба да ги почитуваме кога сме власт и опозиција. Да, но на пример со субвенционирањето на придонесите на подолг рок пак предизвикува негативни ефекти во буџетот и во буџетските приходи и расходи. Така што не е така едноставно зголемувањето на платата. Дали се пативте во суштина во костет со власта за да понудите малце повеќе од нив, да испаднете дека и ние имаме нешто во игра, бидејќи они ви велат нивниот став е работодавачите и синдикатот дека ако се договорат ќе има повисока минимална плата. Во програмата која што имавме за парламентарните избори, еден од ударните проекти, ако можам така да ги кажам, беше дека минималната плата до крајот на мандатот, значи до 2029, до крајот на мандатот 2028, како му доаѓа 2024 ве изборите. Дека ќе се бориме да стигнеме до 600 евра минимална плата. Тоа не е наше ветување, значи ние не го правиме сега за тоа ветување не политички поени. Ма не помина тоа ветување на изборите. Тоа е чудното, значи нешто е како минималната плата, се обидува и синдикатот. На изборите не помина многу други работи. Ова не беше ова мислам проблем. Напротив, ова мислам дека е прифатлива мерка. Изборите не поминаа некои сосем други работи кои што сега се рефлектираат. Генерално сега да бидеме реални. Знаете ли колку пати во програмата на минималната плата на ВМРО ДПМН во програмата на ВМРО се спомнува? Ниеднаш. Односно нешто ситно дека ќе расте согласно условите и толку, мислам дека 4 пати беше спомнато и тоа толку општо, мислам со ниедна место. Вие се засновавте минималната плата како една окосница да биде? Затоа што од кога ние сме како во јавноста и овие се борат за нашите права за нашата плата. Добро, во 7 годишното владење мислам дека еден од одбележјата ни беше изголемувањето на минималната плата. Сакале да признаеме или не?
Па добро, да, ама Меѓу другите работи, добри и лоши, зголемувањето на минималната плата беше дел од она што значи наше владино менаџирање. така, но Мислам дека дел тоа од- не треба да се заборави. Да, но дел од бизнис заедницата па вели тоа не беше природно покачување, зголемување, туку административно, кој што не одговараше на продуктивноста на трудот. Да, ама вие добро напоменавте. Синдикат, работодавачи, работници. Тоа е линијата која што треба да се договара за износот на минималната плата. А владата вели нека се договорат работодавачите и работниците, ние ќе видиме како ќе се позиционираме, тоа ќе го прифатиме. Владата е таа која што мора да носи одлуки, државотворни одлуки. Некогаш и на сметка на својот рейтинг, меѓутоа општ колективен договор е трипартитен. Тоа мислам го знаеме. Така. Тогаш каде се тука постулатите на она кое што претходно е направено? Но сепак ова е десничарска влада кај што вели дека пазарот, односно работодавачите и работниците, односно синдикатите ќе си се договорат. А ако не се договорат? Ако нема договор? Затоа Ако има незадоволна страна од тие две, што правиме тогаш? Се изразуваат можност да изразат незадоволство, штрајкови, протести, ако се синдикатите и работодавачите да вршат притисок, Да, односно ама не е целта ние сега да намалување на одиме со глава во обемот на зид. работа. Целта е да се најде соодветно решение. Макар и да се дебатира, затоа постои економско-социјалниот совет. Таму да се води дебатата, таму да се кажат аргументите за и против. Но дали, еве, она што се добива во впечаток, дали вие условно кажано се шлепате на идејата на ССМ за 500 евра минимална плата, што беше во предизборието кажа, вете побарано од нив, не ветено, туку побарано, и дали у суштина вие ја контаминирате, односно ја загадувате оваа нивна идеја и давате политичка боја со што на власта и давате можност да не го слуша синдикатот, односно да го напаѓа дека е политички обоен. Имам две прашања овде. Едноставно, дали вие играте на грбот на синдикатот за да се прифатите во јавноста, да фатите приклучок кон темата, и второ едноставно дека му наштетувате со вашите активности на синдикатот и давате на власта аргументи да не го слуша. Изрично отфрлам било каква поврзаност, координираност, шлепање, како што рековте вие, со Сојузот на синдикати на Македонија. Синдикатот мора да биде критичката мисла во нашата држава. И првиот и основен заштитник на работничките права во оваа држава. Тие секако дека имаат своја агенда, во која што имаат наведено што се треба за да тоа синдикално функционирање во нашата држава биде на висина на задачата. Барањето нивно за минимална плата е многу легитимно. Тие не се задоволуваат со тоа зголемување од 1800 денари, како што го кажа. Меѓутоа, ако нешто се, да речеме, СДСМ кој што зборувал долго време и во претходниот мандат дека ќе се бориме за 500 евра минимална плата, зашто гледате тука било каква поврзаност. Па добро. Тоа што беше извадено од контекст и секако ќе одбијам на било каква несмасна изјава кажана од пратеник од коалицијата, секој ден постојано на пресконференции дека има признание дека сме поврзани некако, мислам дека тоа не држи воопшто и тоа е дегутантно да го зборуваме. Затоа што се сеќаваме сите и видовме сега, ако се навратиме назад, кога пратеничката група на ВМРО-ДПМН, тогаш уште кога бе опозиција, излегува надвор кога протестира од ССМ и им рекоа тука сме, што треба, ви имаме во предвид, ќе ги разгледаме вашите законски потреби и така натаму, сега одеднаш сосем друг наратив. И ги видовме и средбите кои што беа направени. И тоа не е спорно. Синдикатот треба да седне на маса и со власта, и со опозицијата, и со другите парламентарни групи да си ги искаже своите ставови. Така, пред да поминеме во третата третина од разговоров, тоа ќе биде за СДСМ и за позициите на СДСМ и анкети ќе зборуваме и за тоа за лидерот, уште не е изгласен ВД, па малце ќе зборуваме и за раководството на СДСМ кое што нема членски карти, може извадиле во меѓувреме. Морам да вие пред да ја загубите власта, бевте директорка на управната на јавни приходи, во јавност деновиве во изминативе 15 на дена се зборува дека оваа власт
има доцни со повратот на данокот на додадена вредност и тоа јавно беше во некои медиуми објавено и беше дел од компаниите јавно се пожалија, но оваа актуелна власт вели дека наследила исто така невратена ДДВ од вас, кој што датирало уште во 2022, 2023 и дел од 2024, кога вие бевте директорка на управата за јавни приходи, зошто се доцнеше со години, на пример од ваша страна како УЈП, кога бевте директорка на поврат на ДДВ и како коментирате сегашното доснење на повратот на ДДВ? Повратот на ДДВ е законска обврска која што има управата за јавни приходи кон компаниите и тоа е еден вид на суштината на градењето и на партнерскиот однос со самите даночни обврзници. Ако имало заостанати невратени износи на ДДВ, веројатно станувало збор за контроли кои што биле во тек токму по барање за поврат на ДДВ во самите пријави од страна на даночните обврзници и секако дека ако станува збори за поголем период кој што треба да се контролира, секако дека тоа прави одредено успорување на целиот процес и тоа е така, независно дали станува збор за еден или друг раководен тим во рамки на управата. Контролниот механизам, значи, е еден од предусловите за да се врати на ДДВ-то по неговото завршување. Истовремено, многу пати, барем јас дури сум била во управата, имало компании кои што имаат поднесено ДДВ пријави, меѓутоа немаат сигнализирано дека сакаат поврат, туку ги имаат оставено како аконтации, па после известно време им текнува дека сега ќе прават своевидна корекција, односно ќе ги бараат средствата за поврат или пак да има коригирани ДДВ пријави и така натаму. Тоа е еден цел сплет на околности. Сега како коментирате што не се враќа, што има доцнење? На што мислите? Веројатно, можеби станува збор за истите овие причини кои што ви ги наведов. Така. Затоа што и тоа го зборуваат, веројатно, добро, сега си ја штитите вашата работа, бидејќи сте вие Не ја штитам, јас напротив, мислам зборувам тоа што е согласно закон и согласно капацитетите и она кое што е состојбата таму. Добро, ја да искоментирам малце чисто онака, пред да одиме на втората пауза на нашите поддржувачи, без кои што не би можеле да ги реализираме подкастите. Затоа останете со нас, се враќаме после рекламите. Колку малку треба за една искрена насмевка, за да се случи магијата, за изненадување со супер подарок и за некому да го направиш денот со најубавите вести на светот. Инспирирај се од вкусовите кои не прават посрекни, повесели, подобри. Витаминка. Да, се враќаме во подкастот. Гостинка ни е председателката на Собраниската комисија за финансирање и буџет Сања Лукаревска, инаку пратеничка од редовите на СДСМ. Зборувавме за повеќе работи, зборувавме за минималната плата, предлогот на СДСМ што го имаше, колку е тоа добра идеја, колку не е добра идеја. Претходно зборувавме за тоа колку треба да се слуша фискалниот совет. Начнавме исто така зошто си зема 2 неделен одмор и не смогнаа сили како пратеници барем да одржат една комеморативна седница. Го слушнавме, го видовме нејзиниот личен став дека тоа требаше да се случи, но сега доаѓаме до последната третина од овој подкаст, каде што ќе зборуваме за СДСМ и за состојбите во партијата. Знаеме како поминаа на минатите избори, 58 спрема 18, историски најлош успех, односно неуспех е ова на партијата. Во овој момент вие имате, колку што знам, ВД лидер, се уште не е изгласан, заради трагедијата што се случи во Кочани, беше одложено гласањето. Може во меѓувреме да не сте гласале, да не е тоа ВД избришено, па да не е топ лидер сега во моментов. Прво ќе ве коригирам, не е ВД лидер, председателот Венко Филипче. Она што значи сочувствување и со трагедијата и оние тешки денови на тага, на болка за настанот во Кочани, наметна да се одложат натрепартиските избори согласно насоките од Централната изборна комисија и тоа е одлука за почит и така треба да биде, бидејќи никој не го интересира како ќе биде гласањето во СДСМ, пресретно она што значи невидена трагедија.
Овој мандат до гласањето сега, што ќе биде на 6 април, се заокружува всушност 4 годишното владење, односно 4 годишниот мандат, бидејќи се сеќавате имавме прво избор на председател во март 2021, потоа имавме оставка во пресрет на завршувањето на локалните избори, па потоа дојде друг лидер, па даде оставка во мај месец по парламентарните избори, па се избра во јуни месец актуелниот председател. Значи, од март 2021 го завршуваме целиот мандат од 2025. Во 4 години 3 лидери. Тоа значи дека сега, согласно статутот, веќе по завршувањето на внатрепартиските избори, при изборот на председателот, тој ќе го има полниот мандат од 4 години. Тоа мислам дека и поголемиот дел од јавноста и не го знае, бидејќи сме во постојани внатрепартиски избори. Бидејќи се одложи изборите закажани на 16 март, сега, по завршувањето на рамазанските празници, ќе има на 6 април гласање внатрепартиски избори за лидерот Венко Филипчи, бидејќи тој е единствен кандидат. Прилично демократски со еден кандидат да одите. Дали се консолидиравте малку, бидејќи реков 18 пратеника и 153.000 гласа, мислам дека имавте, ако не се лажам сега, тоа може плюс минус некоја илјадарка, е историски најлош резултат за СДСМ, па и не памтам некоја голема политичка партија, вашиот конкурент некогаш да имал толку ниски резултати. Во суштина дојдовте во позиција дури и трета партија едно време да бидете, па после нешто мислам дека со ДУИ се малце ги поднадминавте за некоја илјадарка гласовите. Се консолидиравте воопшто, видовте ли кај ви се грешките, бидејќи фамозниот отчетен конгрес не ќе да го одржавте до избор на нов лидер, бидејќи нема најавено таков конгрес и ја бирате нов лидер, а не сте се ни соочиле со самите себе. Како е состојбата во моментов? Отчетен конгрес имавме, бидејќи во еден ден, некаде во втората половина на ноември, имавме 2 конгреси. Продолжетокот на отчетниот конгрес го имавме исто во истиот ден со изборот на новото раководство, односно заменик председател од Централниот одбор и Надзорниот одбор. Тоа беа 2 конгреси во изден. На првиот, односно на продолжетокот, таму беше присутен и предходниот председател Димитар Ковачевски, бидејќи е и најповикан во тоа време како председател во екот на најголемиот пораст на СДСМ, заедно со целото раководство кое што тој го водеше. Таму се отвори дебата. Се разговараше. Се заврши. Делегатите, значи дел од делегатите го искажаа својот став, ја искажаа својата критика, ги детектираа проблемите. Кои се тие проблеми што детектиравте, еве, например? Јас многу пати имам на медиумски настап изборувано, па потоа милуваат одредени, да речем, мои сопартици тоа да земат да го скриншотуваат и да ловат вештерки. Заради тоа, една од причините е таа, бидејќи многу малку се сакавме себе, а многу повеќе се занимававме како да се нападнеме. Многу малку се занимававме со она што значи наш политички противник, а повеќе се занимававме со себе. Ако на членството секако дека замеруваше што дел од функционерите беа неконтактибилни, дел од членството, поголемиот дел од членството, 100% можем да кажем, па дури и јас стојам на тоа дека политиките кои што ги градевме заедно со ДУИ рефлектира негативен рейтинг на СДСМ. На СДСМ, не на ДУИ, бидејќи ДУИ, како што рековте и вие, за малце ќе беа и втора опција.
Но рековте неконтактибилни во буквално или во преносна смисла неконтактибилни ваши сопартици. Сега пате сете овде можеме да навлеземе и во онаа што се не сум сакал никогаш да го правам, тоа е и во навреди на вашите колеги, не ми е целта да ги навредам, но имаме впечаток дека дел од вашите сопартици се однесува нерационално наспроти јавноста која очекуваше малце посериозен однос од СДСМ кон државата, кон другите коалициони партнери, но и едноставно да го слушне гласот на народот кој што имаше јасно искажано мислење дека некои политики не поминуваат, а ние во суштина во суштина нас не гњавевте 2 години со тие политики кои што едноставно имавме ние одбојност да ги прифатиме како можни. Тоа е, например, бугарите, меѓу другото. Што е тоа и неказнивоста на членовите на ДУИ, нивното самоволие и триумфализам, што беше промовирано во јавност. И јаздисаност. И јаздисаност, добро, но вие немавте сила тоа да се отргнете од нив. Едноставно, моето прашање е дали тие луѓе сега се во партијата и се гледате и што зборуваат или се тргна, или ги тргнавте, што се случува со тие луѓе? Што ги окарактеризиравте дека се јадевте меѓу себе, што се вика? Тоа сите го знаат, ја не кажувам ништо ново. Так, што е со Тоа тие сите го знаат, со кого сакате зборувајте. Од член кој што е најпасивен до врвот, тоа сите го знаат, тоа е наша болка. Да не го пропуштам моментот за консолидацијата. СДСМ навистина е и консолидиран и спремен за нов предизвик. Новиот предизвик се вика локални избори. Тука мора да видиме докаде се движиме. Ние ќе збориме за тоа консолидирано уште малце. Дали е консолидирано и дали е добро за една партија каде што еден заменик и еден подпредседател, што се во највисокото раководство, даваат изјави дека немаат членски книжки од партијата. Мислам, пазете, ова не е влада кај што би било експертско мислење да се бара, ова е партиска структура каде што треба да си растен низ партиските структури, да те знае партијата и ти извршуваш партиски задачи, не извршуваш некои експертски задачи. Може да ангажирате експерти, но на крајот од денот во раководството треба членови да бидат. Зема ли партиска книжка и како го доживува тебе вие како стар СДСМовец? Сето тоа да излезе некој од раководството и да рече јас немам партиска книжка. На вториот конгрес за кој што зборувавме пред малку, избрана беше заменик председателка и членови на Централниот одбор. Веројатно внимателно јавноста слушна и тоа е за почит. Во говорот на новата заменик председателка беше кажано и таа сама кажа: јас не сум член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Меѓутоа, сметам дека сум соодветно додадена вредност и со целиот свој капацитет и професионалност ќе помогнам во креирањето на политиките и враќање на вистинските патеки на СДСМ. СДСМ го прифаќа секој оној кој што ги дели и ги гај социјалдемократските вредности. Да го поставиме и обратно прашањето, што одговор би добили. Ако има некој кој што не ги гај социјалдемократските вредности, тогаш како би се постапили? Секој пат темелот на нашето функционирање и на делување било дека ние ги отвораме вратите за сите и дека нас не е потребен секој оној кој што ќе смета дека еднаквите можности, социјалдемократските постулати, економските развојни политики, европската агенда се всушност и со отворени раце би ги примиле, односно ги примаме во рамки на нашето функционирање. Не прв пат ние имаме членови и во високото раководство кои што всушност со своите професионални ангажмани и насоки на делување помогнале многу на СДСМ за различни теми, за различни тези и така натаму. Не би е логично во највисокото раководство на партија да не имаш непартиски луѓе. Сепак тоа е партија. Да, може да се ангажираат за стручна помош, може и во влада да влезат како независни, односно како експерти. Се може да ги прифатите како сакате,
но да креираат политики на политичката партија, да носат највисоките политики на една партија, а да немаат членство и да не ги поминале сите чекори на партијата и самото членство да не ги знае, малце мене не ми е логично, барем во поглед на партискиот живот. Колку што мене ми е познат. Значи, добро, вие прифаќате такви, да, имавте и претходно непартиски луѓе, па после зима, мислам дека и лидерот така актуелен што викате дека не е веде, а уште не е изгласен, мислам дека така и влезе во политиката како непартиски, немаше членска книжка, па после тоа ја зема, така мислам дека беше некако. Ако ме држи сеќање и не ви пречи, значи добро, окей, ако не ви пречи, не ви пречи. СДСМ ако сакаме да успее, секако дека треба да, како што напоменав и пак ја се повторам, да ги отвориме вратите за сите. Да разговараме и со најразлични целни групи. Затоа што критиката, кога не ја слушнавме доволно, се случи тоа што се случи. И секако дека добро е тоа што го кажувате и вие. Оној кој што можеби ги поминал сите скалила е предмет на многу поголема критика. Тоа е исто дел од приказната во СДСМ. Исто кога се поминуваат партиските скалила, се запознавате и си верувате и можете да градите заеднички цели војни, одошто да ви дојде некој надвор кој што може би има едноставно различни цели од вас. Затоа внимателно кажував. Самите наши лица кои што се можеби надвор од тие партијашки, како што милуваме ние да речеме, се вклучени во лидершипот на СДСМ, тоа значи дека сакаат да допринесат. Вие знаете дека и секој од нас во својот професионален ангажман на некој начин ги гајал социјалдемократските вредности. Тие треба да се суштината на функционирањето. Многу полошо би било ако некој нема социјалдемократски вредности, а да добие одредена позиција. Сосема други вредности да носи во себе. Кои има такви други вредности во партијата, а беа на позиција во СДСМ, може да ми кажете, и оние што копа очи меѓу себе, наместо со политичкиот опонент, а меѓу себе можеме да ми откриете кои се тие што биле во раководството без социјалдемократски вредности. Кога еве вие како стар социјалдемократ, мислам по стаж, а не по години, вие сте се уште млада. Благодарам. Господја, да ми кажете кој тоа немал социјалдемократски вредности? Не, мислам дека не се разбравме добро. Замислете, реков. Не, добро, еве јас утре да замислив, јас замислив и ви го поставам вака прашањето. Значи сите беа социјалдемократи меѓу себе. И како си вадевте очи меѓу себе повеќе од што да бидете фокусирани на други? Добро, тоа е една од причините. Значи прво напоменавте и вие, евроскептицизмот растеше многу брзо. Галопирачки растеше евроскептицизмот, а ние упорно се водевме на таа теза, на таа европска агенда. Може би требаше малку и посмирено да настапиме, да гледаме на стандардот на граѓаните, на некои други политики повеќе да бидат застапени. Сите оние удари кои што ги добивме и пречки на патот за да ја отпочнеме европската приказна, тоа создаде огромен сомнеш и револт кај граѓаните. Што уште ние треба да направиме за да се оствари оваа наша цел? Споменавте и вие поставеноста коалицијскиот капацитет кој што го имавме кон Демократската унија за интеграција. Оние, нели, добро познати, фамозни беа. Дури мислам дека ја одбележаа целиот мандат на владење. Она играње во како игралиште да беше на мали голчиња. На мали голчиња и така натаму. Кај во моментот бегалец од Тартан Грубин. Да, и мислам дека искрениот пристап едни кон други, бидејќи тука не може никој да се изземе. Јас не сум дојдена сега тука да кажам ова не чинеше заради тоа. Секако сум била дел од тоа раководство. Меѓутоа секој од нас допринел помалку во тој мозаик за да ни се случи тоа што ни се случи. А времето треба за нас да работи за да успееме да се кренеме и да се вратиме на сјајот кој што сме го имале. Рековте дека сте консолидирана партија. Да. Како ќе истрчате на локалните избори и како ви стоите во анкетите? Гледаме дека се уште добро стои владеачката мнозинство сериозно
во анкетите, но исто така гледаме дека сериозно работи на терен за предстојните локални избори. Ајде, значи првин, зошто сметате дека сте консолидирани, како стоите со анкетите и како ќе истрчате на предстојните локални? Па, најчесто досега, мислам дека се прават некои анкети внатрешно за различни профили на личности во различни општини. Меѓутоа, она кое што сум информирана и сум во тек е тоа што го гледаме во делот на различни битни државнички прашања. Значи, тука ги следиме трендовите, гледаме како било претходно, правиме одредени споредби во периодот на нашето владење, па ја гледаме се истата состојба во ова сега актуелно време и така натаму пак дискутираме исто така и за нашата капацитетност, за коалицијската поставеност, зборуваме за тоа дека сега секој ни е потребен. Имавме огромен број на состаноци, дури и заедно, еден пратеник со еден член од раководството, одевме на терен кај различни општински организации. Разговаравме и на вистина и сите оние кои што биле претходно нешто во рамки на една општинска организација или на централно ниво, сите се ставени во погон и во разговор. За да ги видиме кои се грешките, бидејќи ако се сеќавате, не ни помина нас моментот дека се извинуваме за сите грешки во рамки на парламентарните избори и на кампањата, бидејќи тоа беше една закасната реакција. И сега многу поотворено, многу подемократски, послободно се детектирани грешките и се алармира на се она што би можело да се Кои се случи. очекувањето до изборите, како ќе поминат? Ние сега имаме достатен број на градоначалници, бидејќи на локалните последни избори имавме неочекуван слаб резултат. Ако успееме да го задржиме овој број на градоначалници, секако дека ќе биде голем успех за нас. Меѓутоа, слушајќи го на кое што е наратив, дека секој глас плюс од она што значи резултат на парламентарните избори, секако е успех за Значи, СДС. ако имате Поместување. повеќе гласови од парламентарните, сметате дека сте закрепнали веќе? Да, меѓутоа секако дека треба одреден временски период. Многу повеќе и анализи, и дебати, И така, и доаѓаме до последниот дел. и ова е... програми, Така. се извинувам уште ова, да. Во подготовка се комисиите прават програми за локалните избори и така натаму. Доаѓаме до моментот дека треба време да се закрепне после ваков голем пораз. Например, на ВМРО требаше 7 години за да може да се врати, направи одреден број на реформи, дел од јавноста викаат недоволни, дел викаат и тоа е голем успех, но доаѓаме до едно болно прашање, во овој момент болно прашање, што е во јавност и со тоа ќе завршиме. Дали вие како опозиција ќе го искористите моментот трагичниот настан во Кочани да ја парализирате власта и да ги искористите сите можности за да наметнете, ајде да кажеме, и политичка криза, за да не може власта да функционира и да ја прикажете како слаба, како немотња, како неорганизирана, како корумпирана, како криминална, за да можете вие да прибавите некои поени. Со тоа напомена дека делумно оваа власт можеби повеќе можеше да направи, но гледаме дека се фати во костец да решава некои проблеми кои што ни една влада до сега не ги фатила, например картели да открива и да се бори против нив. Но дали вие ќе го искористите моментот како СДСМ да ја блокирате државата и работењето на владата? Не знам на каков начин ние би можеле да ја блокираме. Па еве, например, протести, континуиран притисок, создавање на политичка Не станува збор за нестабилност. било каков притисок што го правиме како опозиција. Напротив, треба да се детерминирани скалилата на одговорност. Затоа што претходни несреќи кога имало еве актуелно беше тогаш на Борис Трајковски загинувањето на председателот, имаше нека политички памфлети и тоа на народот не му е потребно, независно која политичка партија е на власт. Ние, како гледаме сега, еве и млад свет е кренат, алармира, некако за да ја покаже својата Добро, будност и ќе гласност. се обидете ли да го инструментализирате, да политизирате за да добиете некој поен и да Безобзирно, штетите на рейтингот на значи, власта? безобзирно и безобразно е било кој политички субјект во оваа држава да ја користи оваа несакана трагедија во Кочани за политички поени.
Не мислам дека не постои таков политички субјект во оваа држава. Но добро, еве, СДСМ имаше изминатите денови пресконференција, значи ние бараме транспарентна, неселективна и брза истрага. Тоа беа едноставно не само да се дадат одговори на СДСМ како политички противник на актуелната власт, или опозиција, туку да се дадат одговори и на целата јавност. Затоа што ако ја подкренеме и свеста и совеста, мислам дека заеднички ово општество може да мрдне напред. сметате ли дека Но тоа да не се остави на факторот време. Факторот време не може да ги залечи раните. Мора да бидеме будни во целиот овој Сметате процес. ли дека актуелнава власт сепак, за разлика од сите предходни, вложува напори или само е проформа борбата против криминалот, рачистување на оваа трагедија, но гледаме дека влезе и во други обиди да рачисти криминали. Сметате ли дека има доволно доза на искреност во нивниот посветено за борба против криминалот, корупцијата, се она што е рак рана на ова општество, или се е тоа проформа чисто само за да биде во јавноста присутна дека нешто се прави? Јас мислам дека сите оние 7 дена на жалост што беа, па и деновите понатаму секако доаѓаат. Мислам дека треба да се даваат одговори од страна на институциите, од страна на власта, за тоа што се превзема, кои се основите, какви процеси имаме, што би се направило за да не се случуваат веќе вакви трагедии, а опозицијата е таа која што мора да ги поставува прашањата и да ги детектира слабостите во самиот процес на истрагата. Сега, ние сите знаеме дека тоа е истрага, дека многу може би транспарентност не би можело да има во периодот за да не се нарушат одредени факти, столбови на самата истрага. Но мислам дека собирите се одраз на нешто што значи јавно незадоволство и тоа е нормално во било која држава. Тоа не треба да создава било каков сомнеш кај едни или кај други дека нешто е од некого инструирано. Ние таму навистина, како што гледаме и на медиумите, видовме еден крик, еден порив од млад свет. Така. Ми одбегнавте да ми одговорите на најасно што е. Верувате ли дека е искрена желбата за борба со корупцијата на владата? Бидејќи во секоја политичка партија, и во ВМРО, и во СДСМ, и во ДУИМА, прилично криминогени структури, и тоа го гледаме како функционираше во изминатово. Знаеме дека веројатно има спреги и во ВМРО ДПМН со одредени бизнис интереси, со одредени структури кои што не сакаат да се среди целава работа, но дали би дале преодна оценка или негативна, недоволна или позитивна или негативна во заложбите за борба на оваа власт кон справување со сериозно наталожените проблеми во општеството? Позитивно, негативно. Како гледате, дали би дале преодна или недоволна оценка? Значи, за нас, пред се како општество, е многу важно да сватиме димензијата на трагедијата. Власта е таа која што мора да се бори против криминалот и корупцијата. Затоа што само како општество успееме да видиме, да ја сватиме димензијата на трагедијата, криминалците, оние кои што сакаат да прават корупција во општество, ќе не може да најдат засолниште. Добро. Океј, само да напоменам за сите што не следат, многу тешко учиме од минатото, ние имавме големи трагедии пред ова што е во Кочани е најголема во историјата на државава, но да не забораваме Бесетурс беше, имавме Дурмо, имавме модуларната болница и мислам дека не научивме баш многу од тие искуства. За жал, и гледаме дека лиценците со лажните лиценци ни се провлече и во овој случај, а од време на Бесетурс, така што ќе видиме како ќе биде, се надевам дека ќе биде подобро. Уште еднаш мене ми останува да ви се заблагодарам што дојдовте во овој подкаст, во ова уште многу тешко време.
тешко дека некогаш ќе се залечат раните во јавноста, во кај роднините на почитнатите и на настраданите и на повредените. Никогаш нема да се залечат раните, тоа ќе останат за секогаш, но исто така мислам дека и во јавноста и кај нас останатите граѓани тешко дека во догледно време ќе се залечат овие рани, но на наше останува да алармираме, да зборуваме и да укажуваме на борбата против корупцијата, бидејќи корупцијата е виновна у суштина за се што ни се случи. Уште еднаш сочувство до сите семејства на настраданите и на повредените, да се држат, да оздрават, а вас да ви се заблагодарам што дојдовте во подкастов. Ви благодарам и на вас. Тоа е се гледаме наредната епизода.